Прво успеавме и покрај кризите што ги спомнавте во светот и во Европа, Република Македонија да оствари просечна стапка на раст на економијата од 3% во периодот 2007-2015 година. Тоа е четврти најдобар резултат во Европа. Четврто место во Европа сме во овие 10 години според економскиот раст, а минатата година исто така со 3,5% раст на економијата и покрај политичките услови успеавме да бидеме на четврто место. Тоа секако се должи на она што го работиме од првиот ден. Прво, намалувањето на даноците. Со тоа им оставивме на фирмите повеќе пари, наместо да ги собираме во буџетот, да им оставиме на располагање, тие да инвестираат, да отвараат работни места. Тоа беше шок во тоа време, Зоран. Беше шок. Сеќавам на првите реакции на ММФ, како беа исплашени дека може ќе дојде до драстично намалување на приходите и да колабира буџетот. Ама не излезе така. Да, и надворешните експерти и домашните експерти со сомнеш гледаа кога се одлучивме на тој чекор. Меѓутоа се покажа дека тоа беше најправилната економска мерка, бидејќи создаде мотивација кај фирмите со ниски даноци, истовремено и да ги плаќаат даноците, а и да им останат доволно пари за отварање на работни места, за нови инвестиции и вложување. И многу мотивација и странски фирми да дојдат. И потоа, кога со политиките на странски инвестиции продолживме, и тоа е вториот столб на намалувањето на невработеноста, секако дека тоа привлече многу странски инвестиции, посебно што таму имаме и дополнително во слободните економски зони дополнителни бенефиции. Третото беше што успеавме да ги подобриме условите во економијата за водење на бизнис. Она што преку индикаторот Doing Business се мери, меѓутоа во суштина значи секоја државна институција да работи подобро, поефикасно во служба на бизнисот и на граѓаните. Со мерки како што се забрзување на работата, подобрување на капацитетот на катастарот, на царинската управа, на УЈП, на централниот регистер, на министерствата, на сите оние кои што се надлежни за да им создадат на фирмите подобри услови за водење на бизнис. Така да со тоа помогнавме и на домашните инвеститори и на странските инвеститори да направат повеќе инвестиции. На фирмите им помагавме и кога им беше најтешко. Значи, кога фати светската криза, преку политиките што ги водевме, преку 4 антикризни пакети, помогнавме во Република Македонија да опстанат фирмите и да не се затварат работни места. Тогаш помогнавме и со простување на долгови, репрограм на обврските, помош преку директни кредити и слично. Почетно, ова е разликата.